Здраво и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. Следните минути овој пат ќе ги посветиме на животот и работата на еден од најпознатите и најдобрите актери во Битолскиот народен театар Огнен Дранговски. Морам да кажам дека навистина ми представува особена чест и задоволство што во денешното издание на емисијата Одблиску со го имаме токму него. Здраво пред се, добре дојде во мојата емисија. Здраво и добро ве најдов. Уна со што би сакала да започнеме ова емисија ете можеби едно необично прашање и многумина го опишуваат како најтешко. Кој навистина е Огнен Дранговски? Пред се како би се опишал самиот себе си ти? Верувам дека кога сам си даваш некои особини или кога се опишуваше навистина потешко. Да, секој се очекува да ве прашаат нешто за работата, но и вака е интересно прашањето. Интересно може би и за мене. Јас сум Огнен Дранговски, човек на 36 години, кој сака многу да работи, сака да споделува со луѓето, кој сака да истражува многу, кој сака да експериментира, кој секоја тешкотија му е предизвик за понатаму и бара пречки намерно за да му биде поинтересно во животот. Така, морам да признам дека не случајно нашата емисија започна со ова прашање, бидејќи целта е што поблиску да ве доловам на нашите гледачи. Освен нели се разбира за она што вие го работите, да целта од друга страна е што поблиску од приватниот живот да ве доловиме. Она што ме интересира е како започнува еден ваш ден? Кои се вашите работни обврски? Верувам дека во зависност од нели од ангажманите кои што ги имате тука во Народниот театар се различни секојдневно, но еве како отприлика би изгледал еден ваш ден? Па како започнува денот без разлика на ангажманите, започнува со турско кафе. Значи без тоа не може. Не може без тоа, тоа е првото нешто. Докторите велат дека не сме да се пие кафе на гладен стомак, ама јас се пијам. Без тоа тоа е мојот ритуал. Понатаму зависи од навистина од обврските. Еве сега сум во период на одмор, па се одмарам, се шетам, се капам, нуркам и така натаму. Значи квалитетно сепак го искористивте летниот период, верувам со нови сили. Ете сега кога ќе се вратите од септември токму тука на штиците што живот значат, напорно ќе продолжите вашата работа. Да, летото не е уште завршено, има уште време, има уште точно 2 недели до почетокот на сезоната, и ќе ги искористам уште подобро за уште повеќе патување, море можеби и така натаму. Така, кога веќе го спомнавме патувањето, сте човек кој што многу сака да патува? Јас сум човек кој сака да патува и кој патува. Тоа е патувањето за мене представува нешто што ти исполнува секогаш. Кога патувам се чувствувам многу добро. Не се чувствувам добро на едно место. Тоа е исто така многу битно. Почнувам да станувам немирен и неспокоен. И секогаш ми треба да испатувам некаде, било каде. Така, благодарение и на вашата работа како актер во Битолскиот народен театар, чести се патувањата, не само настапите тука во нашата држава, туку чести се гостувањата надвор од нашите граници. Ете од тие патувања, да се задржим уште малку на таа тема, кој е она место кое што најмногу ви се допаднало каде што сте биле? Видете, секој место има своја посебност, но најмногу мене ми оставил најмногу впечаток Њујорк, Лондон и некои, да кажеме, Русија, Пекинг. По последните 3-4 години тие места се најмногу ме воодушевуваат. Така, неостварена желба каде што не сте биле, а сакате да одите? Па би сакал да одам во на јужноамериканскиот континент, било каде. Аргентина, можеби Колумбија, во тој дел. Така, ќе начнеме и некои прашања од вашата професионална работа. Ете, малку подоцна ќе ги продолжам овие прашања од приватниот живот. Пред се сакаме да имаме еден опуштен разговор како ова сега, така спонтано да се одвиваат работите. Како што кажа во самата најава, вие сте еден од најдобрите и најпознатите актери во Битолскиот народен театар. Колку време пред се занимавате со оваа професија? Кога прв пат стапнавте на штиците што живот значат?
Постапнав уште во средно училиште. Имавме представа по англиски јазик. Имаше некаков фестивал на театар на англиски и тогаш професорката по англиски јазик Стела Босилковска ме викна да учествувам во представата, дојдов в театар и од тогаш не излегов од театар. Ете сум уште тука. Навистина е интересно, значи долги години се во прашање во Да, секој случај. да, тогаш се разбира средно училиште, но од кога почнам да се занимавам професионално со оваа работа, веќе се доста години, помина веќе се колку 14 години. 14 години како сум завршен и додуше јас работев и како студент овде во Битолскиот театар и во Маната и имав едно гостување во Прилеп и кратко за неколку представи. Но времето е релативна работа, како го поминувате во театарот. Кога се работи една представа, може сепак јас барем така работам. Времето поминато во театарот не значи дека таму е завршена работата, туку треба да се пренеси малце да се дојде до едно поголемо ниво на спремност и на пренесување на она што го правиме на публиката од таа страна. Треба, како што би рекла Пина Бауш, за да биде нешто добро, многу треба да се работи. Така, би сакала пред се на самиот почеток да се навратиме на вашите почетоци. Кажавте дека прв пат стапнавте на овие штици кога бевте средно училиште, благодарение на вашата професорка и од тогаш нели не излеговте од театарот. Дали тој момент беше пресуден дека да, тоа е ова со што вие сакате да се занимавате, или можеби љубовта кон театарот или кон глумата ја имавте уште од помали нозе? Не, ја немав. Ја немав таа. Сакав да се занимавам со нешто друго. Ме привлекува историја, археологија, сепак некои такви општествени науки. Би сакав да се занимавам со археологија, некој да се истражува, сепак пак е некаква има допирна точка истражувањето и актерството е вид на истражување, археологија на човекот. Но од кога ја направивме таа представа не беше стапнувањето на сцена пресудно, туку целата таа атмосфера внатре, луѓето, како разговара луѓето повозрастните тогаш, моите колеги сега се разбира. Како почнам да ги запознавам, се повеќе ме пленија со својата отвореност, со поинаквиот начин на размислување и едноставно се заљубив во ова место. Така, колку ете тогаш во тие средношколски години, кога решивте дека сакате и професионално да се занимавате со оваа професија, ја имавте поддршката од вашите блиски, бидејќи нели сепак сметам дека баш на тие години кога се уште сме млади, кога се уште се оформуваме како личности, поддршката е она што е најбитно. Да, и имав среќа да имам поддршката од моите родители тогаш. Се разбира, беа загрижени како секој родител, но не знаеа, тие немаат никакви допирни точки со театарот. Што е, каков е овој свет и така натаму. Но ете, се запишав и поминав еден долг пат, за да стигнам до овде, каде што сум сега, кога ќе се набраќам далеку, баш ми се убави тие сеќавања од средношколските денови. Како започна сето тоа, како беше приемниот испит, колку беше жешко тогаш во Скопје, на ФДУ, како се чекаше листот хартија испечатен или можеби напишан тогаш. Не се сеќавам со резултатите кој е примен, кој е одбиен и така натаму. Целото тоа. Беше ли тешко да се стигне еве до ова што вие сте денес, познат и успешен актер? Како се одвиваше тој пат, нели ете, по завршувањето на факултетот? Што следуваше после тоа? Беше ли посебно тешко на самите почетоци? Да, самите почетоци беа ужасно тешки, пеколни. Сега така со една доза на хумор се сеќаваме се до тоа, но тие беа навистина тешки времења. Особено затоа што си млад, не те познава никој, ке имаше некаква аудиција овде во театарот, имаше тогаш 2-3, па јас ке влезе во представата, па немаше да влезам. И така требаше долги, 4 години имаше доста таков, првите 4-5 години беа
зафркнати најмалку. Да се влези во целата таа шема, во целата таа може да те препознаат, да те препознаваат луѓето, да те препознаваат режисерите, па да те одберат да играш во нивната представа. Ете, на вистина сте го издржале тој тежок период од вашите години, тие 4 години, како што кажавте, најтешки, тој трнлив пат и имаме сите ние среќа што останавте и понатаму во оваа професија и што се занимавате. Како што кажавте, повеќе од 14 години професионално се занимавате со како актер. Што е она што го одбележува овој 14 годишен период? Верувам, голем број представи, голем број актерски улоги. Дали може би располагате со некоја бројка во колку театарски представи, колку пати сте настапувале, колку актерски улоги сте имали или немате сумирано се уште? Немам. Пред 4 години имавме некаква, моравме да ги запишиме, тогаш беа некаде околу 60. А сега не знам колку се. Не водам таква евиденција колку представи сум изиграл, колку премиери сум имал или колку представи, но се сигурно над 70-тина од прилика. Сега не ме држете за збор, но тоа може затоа што тука се води архива во театарот и тие ги запишуваат сите работи, па некогаш по потреба може да се извадат и да се најдат, но колку не знам точно. Така, во секој случај се многу. Јас верувам дека спремањето на секоја представа е нов предизвик за вас. Она што ме интересира од овие представи кои што сте ги играле, дали можеби можете да издвоите некоја посебна представа, некој посебен лик кој што сте го толкувале токму вие, или можеби секоја представа е посебна самата за себе си? Тоа дека секоја представа е посебна за самата себе си, тоа е вистина. Но секогаш останува нешто повеќе од некоја представа, со која има представа во која сте се нашле самите себе си, сте нашле нешто повеќе, сте се изненадиле од себе си, сте истражиле дел од себе си во кој не сте знаеле дека го имате. Па ги има такви представи, последно злосторство и казна. Таа ми е која представа која допрва треба да живее. Имавме само 3-4 изведби, таа беше мислам дека една предпоследна премиера за пролетната сезона. И тогаш почнавме со одморот и немавме време кога да ја заиграме. Ќе допрва која треба да живее, таму ќе играм Родион Романовиќ Расколников. Како што би рекол режисерот на таа представа Диего Дебреа, тоа е отворена операција на глава на еден човек. И навистина така и работевме, така и функционира представата. Според реакциите на тие 3-4 представи на публиката, доста интензивно ја доживува, доста клаустрофобична во исто време и силна и удбина некаде во некоја сфера на човековата психа која не сакаме да ја доприме. Тоа е дека во секој човек лежи некој убиец. И дека можеби за некои убици убиството е оправдано. За нив, субјективно се разбира. За некои не, како што вели Достоевски. Други представи се во минатото кои би можел да ги Иванов, браќата Карамазови, со русите сум добар. Ги има со Мартин Кочовски представите што сме ги работиле. Ги има, но е вака овие 3-4 се вака. Духот на слободата пред таа беше една, мислам дека од 2005 година нека беше таму едно од намилените представи во која после таа представа некако ми тргна да не застанам со играње. Така, во која улога, во каков лик или карактер најмногу вие се пронаоѓате себе си? Што е она што најмногу ви лежи на душа и што е она што најмногу сакате да го глумите? Па видете, она во која во Англија викат која е твојата комфортна зона, зона на комфорт. Јас кога работев таму, тие мене ме праша, јас му реков молам, какво е тоа? Прашај. Јас цел живот работам на тоа да не сум во комфортната зона. Имате комфортна зона во која може да се сместите, да речеме, карактерни улоги во драма, во комедија, без разлика дали имате смешни коски. Но мислам дека
мојата цел е да излезам од тие работи и да не можам да си одредам во кој жанр најмногу би се определил. Мислам дека определувањето само во една зона, во еден правец, во еден жанр е малце осакатување на себе си. Затоа не би сакал самиот да се определам во каде најмногу лежам јас, каде најмногу можам да дадам. Но гледајќи на нас, вака, според улогите, ги има секакви. Најверојатно карактерни улоги најмногу ми одговараат, но би сакал да работам мюзикал, некој Брехт, може би. Би сакал да и да се испробам и во комедија. Малку во последно не работиме на тоа, може би треба да луѓето ми велат дека сум малку смешен. Кога не сум сериозен. Се надевам во скоро време ќе имаме можност сете во една таква улога во комедија да ви видиме. Да, може детски представи сум играл тука, децата баш биле многу задоволни и се смееле многу на работите што сме ги правеле, но битно е дека треба да се истражува и не треба да се застане. Филмот ме интересирава последно. Филм. Така, навистина е интересно. Кажавте дека сте човек кој што сака предизвици, сака нови работи. Она што ме интересира, која е она улога неостварена, некој лик кој што навистина е предизвик за вас и кој што во догледно време те посакувате да ви се случи? Еве една ми се случи сега годинава, Злосторство и казна. Родин Романовиќ Расколников. Тука завршивме со вака на оваа една желба на вистина која ми беше и дојде од нигде никаде. Не се не спомнуваше така, само излезе и само ме повика. Сака режисерот да работи со тебе. Што ја? Расколников. Се разбира. Без никаков вака со главечки внатре. Кои улоги би сакал? Би сакал. Може би во театар сме. Кралот Макбет, нема да фати малерот. Шкотскиот крал, како што би го рекле, или шкотската драма на Шекспир. Шекспир би бил тука, кралот Лир, некогаш би сакал да го изиграм. Не знам, многу улоги вака. Реков Брехт би сакал да го изиграм, никогаш не сум го играл, било што. Тоа би сакал да го изиграм на сцена. За сега мислам дека е Макбет. Така ви предстои во секој случај уште долга кариера, се надевам барем дека во блиска иднина ќе имате можност она што го замислувате да ви се оствари, да се најдете токму во таа улога да ја изиграте таа. Она што ме интересира кога излегувате на сцена, тој допир нели со публиката, сето тоа, некогаш се случува, знае да се сгреши некој текст или слично. Што се случува во такви ситуации? Импровизирате? The show must go on. Така, во секој случај. Не можеш да прекинеш, да се блокираш, па... Не, се случува. Мислам, не тоа се разбира, кога театарот се разбира жива материја, се прави од живи луѓе во моментот, сега и овде. И нормално е да се случат некои мали грешки, лапсуси кои нема да повлијаат. Се разбира, се случува. Но самата концентрација и кога си внатре во целото не сме да си дозволи да те извади од концентрација. Јас секогаш велам, ништо не сме да не изненади и ништо не сме да не изнервира на сцена. Ако се изнервирате на сцена, ќе осети публиката, може нема да знае точно што е, ама ќе осети дека нешто не е во ред. Се случува. Има и во тој момент може и некои смешни работи да се случат, па ќе се насмееме после со колегите. Како го кажав ова, или го кажав обратно, имаше сега една реплика, се точно не се сеќавам. Обратно ја кажав на Јода македонски глаголот напред, како, не знам, има разни ситуации. Така, сепак се интересни во секој случај. Да, сепак се интересни и таквите ситуации се подсетување за дека овде е од живи луѓе. Дедо ми велеше треба да се сгреши да се види дека има живи луѓе дома. Така, во секој случај се согласувам потполно со вас. Дали пред секоја представа имате некој посебен ритуал кој што го практикувате вие? Да. Ритуал на концентрација, ритуал на
Може би ми треба да бидам сам малку пред представата, може би повеќе некој. Зависи од представата и спремањето во таа представа, колку треба да се внесите. Значи, невозвоството и казно ми треба. Да се доведете себе си во една таква хипнотичка скоро ситуација, во која ќе можете да одреагирате во секој момент на сцена, на секој звук, на секоја дразба, визуелна, текстуална, гласовна, во моментот да изреагирате, но за тоа треба припрема, која траеше месец и пол, додека ја спремавме представата, но сепак треба да го пренесите тоа во следните, не знам, ако ја изиграме представа 30 пати, да речеме, секој пат како прв пат да е. Так. Што е и уметноста за мене во еден театар. Како нешто што е, не знам, 50 пати изведено да биде направено како да е прв пат. Дали е можно некаке? Дали е вистина некаке? Господи, само и знам дека нема да го поднесам тоа. Гнасно, ниско, подло. Нема да поднесам. Зашто се измачам од мене? Имаш ли, Господи? Покажи ми го патот. Тргни ја оваа фантазија од мојата глава. Ајде, Родија. Те викаат од станица. Каква станица? Полициска станица. Полициска станица што би сакале ти? Не знам што би сакале. Ако сакаш оди, ако сакаш не оди. Она на што би сакала да ве навратам и што верувам дека навистина е убаво сеќавање за вас пред се едно големо искуство е вашето учество во Глоуб театарот во Англија. Ја имавте таа можност да бидете првиот актер од Република Македонија кој што беше дел од едно такво големо нешто, едно такво големо случување. Какво беше искуството за вас? Феноменално. Оно што да ја цитирам мадам Глин Макдоналд, мојата пријателка и еден вид педагог таму во Лондон, ова ќе биде најтешкото нешто кое си го правел во животот. Тоа е представите за венецијанскиот трговец. Во смисол дека таму немате нема светло, има светло, но тука е сите, морате да ги држите. Малку е поинаку од театар кутија. Отворени сте од сите страни, скоро е круг, од сите страни гледаат. Мора да ги држите сите 1500 луѓе, отприлика се толку, сите 1500 луѓе кои ве гледаат во тој момент, како со јаже, вака да ги тргате и цело време вас да ве гледаат. И ако ги испуштите да ги контактирате нив, ќе сте досадни, нема да ве гледаат. Затоа во тој смисол е тешко.
Но како човек кој ги сака предизвиците, за мене беше уживање да се работи тоа. Се разбира, тоа е во еден период од мојот живот, сега кој во тој момент многу ми требаше и ми помага цело тоа искуство некако се пренесува, го пренесувам и во другите представи сега понатаму кој е како да се држи таа концентрација, како тие луѓе да им дозволиш тие да дојдат кај тебе, а не ти да одиш кај нив да му се насила, како што викаме нас на мускули. Да им се дозволи да дојдат, да бидат дел од нас, од ова овде што се случува на сцената. Како што имаме сцени во Злосторство и казна, имаме сега најновата премиера што беше на Охридско лето, Бар Ремарк. Сите тие искуства кои се стекнати си наоѓаат место во понатамошните представи, па и филм и така натаму. Но она што најмногу мене ме воодушевуваше секогаш таму, сум му кажал и друг пат можеби, е дека тоа не е театар, тоа е гладиаторска арена. Имате 1600 луѓе кои ечат. И е баш убаво чувството и нешто што останува и те исполнува за понатаму и е предизвик како тие 1600 луѓе да ги држи живи час и половина, 2 часа, без разлика колку е представата, како некој вид концерт, театарски концерт, ќе да речеме. Се надевам дека уште голем број актори тука од Битолскиот народен театар ќе имаат таа можност да го искусат сето тоа, таа сцена, да се биде дел пред се од една таква голема институција како што е Глоуб театарот. Како што кажа, вие бевте првиот македонец кој што беше дел од тој театар. Беше ли тешко да се стигне до таму? Па, видете, не знам, мојот пат беше дека ние игравме Народен театар Битола, имаше својата премиера на Хенри VI во Лондон. После представата, тоа беше на фестивалот Globe to Globe во 2012 година. Следната година, тие веднаш ме контактира, ја праша дали сакам да видам дел од една работилница. Не е работилница, тоа е fellowship, вика, дружина, која трае 3,5 недели, каде што се учи англиски јазик, разни работи се учат по цел ден, се ходи на проби. После кога имавме представата од таа дружина, составена од 10 земји, после таа дружина ти веднаш после представата рекоа дека ќе се видиме за 3 месеци, повторно дека ме канат да работам представа со нив, што беше супер за мене, дека ќе се прави Венецијанскиот трговец и дека знаат само дека сигурно Шајлок треба да видам јас. И така и беше и се правеше кастингот. Така имавме 25 представи, секој ден полна full house, што би рекли, по 1500 или 1600. Зависи од денот, по 2 представи на ден, така да околу 20 и не знам, над 25.000 луѓе ја видоа таа представа таму. Така, одлично искуство пред се. Она што неодамна го работевте и што го спомнавте пред малку е представата Бар Ремарк, која што својата премиера ја имаше токму на Охридско лето. Ете пред се, како сте задоволни од тоа како помина премиерата во Охрид? Како беше истата прифатена од страна на публиката? Па, добро беше представата. Според мене ќе биде допрва треба да живее представата. Беше таму поинако затоа што тука е направена представата за мал простор, за публиката ќе биде многу близко, ќе се работи, ќе се игра на новата сцена долу во театарот. Кога ќе можеме да ја видиме тука, кога ќе на биде? 20 септември ќе биде битолската премиера. Погледнете. Така, ви благодарам на поканата. Ете, баш би сакала да ја погледнам представата. Ете, покана и до сите гледачи на телевизија Мега на 20 септември да присуствуваат на таа представа. Во секој случај дополнително ќе ги информираме преку нашата програма.
Би сакала да ви поставам уште некое прашање од приватниот живот. Ете, кога не сте тука во театарот, верувам, ете, кога ги имате нели тие проби, постојано сте присутни токму тука, се е поврзано со улогата која што ја толкувате и големиот број на проби, но кога ги немате тие ангажмани, што правите во слободно време? Како поминува еден ваш ден? Веќе рековме, со турско кафе. Сте од тие луѓе што практикуваат пиење кафе на широк стокак или Не, повеќе не. сакате тука во бифетот во театарот да си спиете некое кафенце? Прво, да сме начисто. Не сум од луѓето што пијат кафе на широк стокак, не дека имам, ама ретко ми се случува да одам на широк стокак. Многу ретко, не знам, месеци биле последниот пат кога сум бил таму. Едноставно не ме носи патот на таму. Така. Повеќе би сакал да испијам кафе некаде понастрана, и во бифето или дома првото кафе да биде. Останатиот ден како изгледа, со, не знам, знам и да читам, многу гледам филмови, серии, се имам изгледано. Љубител сум на научна фантастика, многу. Како се занимавам со пчели, помагам на татко ми е пчелар. Така, интересно. Имам куќе, двор. Сакам да патувам, реков. Сакам да пливам. Време за спортување, трчање, фудбал, какво нешто практикувате? Спорт, да. Морам да имам, представете се толку некојаш физички напорни што морате да бидете спремни физички. Така, Јас ги споредувам со еден фудбалски надпревар, ако не и рагби надпревар. Се зезам некогаш, така треба и некогаш и бара представата физички напор. Веќе не знам кога ќе ви заврши представата, кога ќе си исцедите од пот, кога не знаете, тоа е сме имале такви представи и кога и топло е на сцена, некогаш знае да биде топло на сцена. И спорт, да. Трчање, бокс. Штета што нема хокеј во Битола, мојот омилен спорт и многу се наоѓам во тоа. Така, сакам доста и знам и такви, body weight, што би рекле. Во однос на домашните обврски, дали помагате, дали работите и дали знаете сами да си сготвите нешто? Да, знам и не само за себе и за другите. Да? Одлично. Да, што би рекле мајка ми, најубавото рижото на светот. Готвам, да, сакам да готвам, знам, имам машина за перење. И така, мислам, и со домашните работи, кажувам, имам и домати во дворот. Браво. Така, кога ќе наоѓам повеќе, татко ми ги прави тие работи, ама јас ќе се пофалам дека јас ги правам тие работи. Така, во кое јадење најмногу уживаш? Во каква храна? Што е нешто најмногу го сакаш? Азиска, италијанска, медитеранска, да. Маслиново масло, розмарин, посилек многу, домати, паста, арабијата, луто многу. Многу сакам зачинето и луто. Би сакал, ако не јадам луто во текот на, нисам како да не сум јадел, исто така. Многу сум обожавател на луто и зачинето. Ајде, може би некогаш ќе имаме прилика да пробаме некоја храна која што ти ќе ни ја подготвиш. Нудлс со зеленчуци и некој месо. Звучи на вистина превкусно. Се надевам дека ќе има можност да вкусам некогаш, бидејќи целта е што поблиску да ве доловиме, нели оној дел од професионалниот, таква е целта, повеќе јас сакам прашања кога поставувам од приватниот живот. Цепам дрва. Да. Да, имав 10 кубици дрва, сам ги средев. Да, 10. Тоа би е годината кога ќе дојде. Ние имаме тука, дали се грееме со дрва, се разбира. 5 кубици бука, 5 кубици дап. И јас ми е многу убаво да ги цепам сам дрвата, ги работам по цел ден. Браво, навистина ме изненадивте, секоја чест. Што е на што најмногу ве прави среќен во животот? На што најмногу се радувате? Или може би некогаш некоја ситна работа знае да ве направи навистина среќен? Па, прават секој многу работи. Сега, да одберам конкретно работа, моментално, не знам, мојата девојка, Катерина Аневска, таа ме прави среќен. Така, дали во скоро време
би можеле да очекуваме кронисување на вашата љубов со брак? А да се вратиме на цепењето дрва, се зезам. Тоа веројатно ќе се случи сигурно. Кога ќе се каже времето. Така, во секој случај. Колку си романтичен тип? Какви прашања? Незгодни. Да, Или може би требаше да ја повикам Катерина. Да. Да ни открие повеќе за тоа. Добро, знам да бидам романтичен. Да, знам. Знам да бидам, знам да подарам цвеќе од време на време. Да сготвиш нешто Да, романтична вечера. тоа е романтично, да. Така, во секој Всушност случај. сум многу романтичен. Да сготвам убава вечера, со убава атмосфера, музика, за придушено светло, малку кој така. Зачадена атмосфера со цигарата, така се на тоа, да. Така. Знам да бидам, уживам во тоа, но ама и не сум многу така спремен да разговарам за така толку многу работа. Мислам така малце. Не усрамивте. Добро, ајде ќе ги оставиме тие прашања настрана, бидејќи полека се движиме и кон крајот на мојата емисија. Кој е мотото кое што те води низ животот, таа мисла водилка? Да бидиме реални, да го бараме невозможното. Така, одлично, навистина. Навистина ми е чест што беше мој гостин, ете што поразговаравме малку за професионалниот живот, но од друга страна што начнавме некои прашања од приватниот, ете извини ако беа незгодни. Не, јас целта мислам дека поблиску да ве доловиме. Не, јас секогаш мислам дека така кога ќе стигне тој дел на приватните прашања малку со резерва одговарам бидејќи сепак некако тој ми е како дел од карактерот. Би сакал Така. тие работи да ги задржам за себе си. Така, но во секој случај интересно е за нашите гледачи, Да. бидејќи сите ве знаеме како актер, познат актер, но од друга страна ете сакаат да слушнат баш токму тоа како ви поминува еден ден или што е она што Да. го правите. Како обичен човек, како Така, сите да, токму да. така да ве представиме како обичен човек. Ви благодарам многу за вашето гостување, ќе ви посакам уште многу успеси, се разбира, во иднина. Тука сме да ја следиме вашата работа и да ве представиме Да. на нашите гледачи. И да се пофалам, снимите еден филм, краткометражен филм. Така кажа дека во последно време Да. си токму насочен кон тоа. Да. Ајде имаме уште малку време, Малку- откри ми нешто Да се повеќе за пофалам филмот. да се пофалам јас. Ништо, само да кажам, дека ќе огледаме филмот в година, краткометражен филм. Така, филм за на- што се работи? Да, филм на Стефан Палитов и сценарија и режија во продукција на Квазар филм од Скопје, поддржан од Филмската агенција на Македонија, се разбира. Филмот ќе биде во другите улоги се Амернис Нокшики Ивановска. Ќе го гледаме в година. Јас гледав една верзија скоро довршена, пред 2 недели. И е доста нетипичен филм, е интересен и баш... Малку од содржински ќе може да ни откриете нешто? Филмот се вика Кога не нема. Се работи за како двајца луѓе, татко и керка, ја губат својата... Татко ја губи сопругата, керката својата мајка, како тие се наоѓаат со тоа кога не нема. Така. Ете, ќе имаме можност да Да, го ќе го гледаме гледаме в година. следната година. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување. Се најдобро и виднина, само некоја порака до нашите гледачи на самиот крај. Па, би сакал да ги поканам да дојдат на театар, на сцената, на репертоарот и во репертоарот на Народен театар Битола, да изгледат представите, да не се двоумат да дојдат. Билетите не се ни многу скапи, секогаш со символична цена. 7-8 представи годината, тоа се 7-8 пати доаѓање на театар годишно. Ќе биде нив подобро. И ние сме секогаш отворени за нив и секогаш многу се радуваме овде кога ќе имаме полна публика, кога ќе имаме тоа е нешто тоа сме најсреќни, кога ќе имаме аплауз на крајот. Никош не радуваат толку, не знам, и награди и фестивали отколку кога ќе имаме полн салон со публика. И тоа си да се спрем. Играме ние и со полна паре и за малку луѓе, но би сакал да го видам овој салон полн, да ечи од тоа е нема побаво чувство. Тука да има 450 луѓе да има, преполно да е. Така. Да дојдат.
Ви благодарам уште еднаш. Јас би сакала да го направам истото, да ги поканам сите наши гледачи да присуствуваат во што се и поголем број на театарските представи тука во Битолскиот театар. Ете, заменете го некогаш кафето на широк сокак и купете карта, се разбира, бидете дел од представите. Тука, почитувани, воедно е крајот на емисијата Од блиску со. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте и се разбира, останете и понатаму на оваа фреквенција. Довидување.